Професоре Новковски, вие сте еден, да кажам, од најстарите членови на ВМРО-ДПМН. Знаеме дека ги следите состојбите што се случуваат во партијата. Она што се случи последново, односно изборниот резултат на локалните избори, мислам дека ги зачуди сите оние кои што веруваа во ВМРО-ДПМН, па претпоставувам и вас. Која е причината за овој, да кажеме, дебакал на изборите? Она што се случи сега е резултат на долгорочното опаѓање на партијата, катастрофата која што трае веќе 15 години. Меѓутоа, кај нас процесите се одвиваат многу бавно, постои едно големо задоцнување во реагирањето на јавноста на тоа што се случува на политичката сцена и поради тоа се мешаат причините и последиците. Тоа е многу слично како онаа ситуација што имавме претходно со раководството во СДСМ од Црвенковски. Најголемите катастрофи што ги направи Црвенковски беа направени 1996 година. Меѓутоа Црвенковски беше казнет 2006 година за тие грешки што ги направи и подоцна се зборуваше за се е крив Бранко и слични работи, фактички со огромно задоцнување. Слично се случува и сега. Откако е дојден Груевски со оваа дружина на раководна функција во ВМРО-ДПМН, партијата назадува во секој поглед, идеолошки, кадровски, секој ден се полоши решенија, се изфрлаат сите квалитетни кадри и од раководните функции во партијата и од раководните функции во државата. Она што претходно беа резултати на владењето, беа како резултат на тоа што ги имаше, позитивните ефекти беа резултати на она што беше наследен кадар, што имаше квалитетен кадар, кој што полека беа изфрлани. Секоја година се повеќе квалитетни лица беа изфрлани и беа носени горди послушници кои што слепо слушаа неодржливи наредби. Тоа што имаше најдобри резултати од пределен период во ВМРО-ДПМН најмалку беше последица на добри политики, туку беше резултат на тоа што во тоа време социјалдемократскиот Сојуз беше во страшен пат, беше во најлошата можна состојба што ја имаше. И тие појави кои што водат до огромни задоцнувања, доведоа до измешување на работите, да бидат наградувани работи што треба да бидат казнувани и да бидат казнувани работи што треба да бидат наградувани. Во овој момент се менува ситуацијата, веќе она што требаше одамна да биде направено, не сега, туку пред 10 години требаше да биде направено, се случува, се казнува ова натрапничко раководство на ВМРО-ДПМН кој што спроведува ужасни политики, кои што ја уништија партијата и ја уназадија државата, ја посрамија пред целиот свет. Дури сега добивам можност тоа да биде санкционирано. Самиот лидер на партијата кажа дека тој ја превзема одговорноста за изборниот резултат, меѓутоа се уште не најави оставка и некакви промени во партијата. Според вас, кој би требало да ја сноси одговорноста и пред членството и внатре? Овде не се работи само за загуби на изборите, тоа е најмалата работа, тоа воопшто и не треба да се дискутира. Се работи за едно ужасно назадување на партијата, на уништување на сите вредности на системот, уривање на владењето на правото, создавање на криминална организација внатре во партијата. Тоа е нешто што апсолутно не може да биде решено со смена на едно раководство. Тоа мора да има коренити промени, мора да има длабоко чистење, мора да бидат во прв ред санкционирани сите оние што направија тешки дела против државата, против граѓаните, па дури тогаш да зборуваме за се друго. Од тука прво што треба да направи ова раководство да си ја преземе таа одговорност, да си се јави самото во специјалното јавно обвинителство, сите членови кои што знаат што и да е во однос на овие тешки дела, да се јават и тие да сведочат, што побрзо да расчистиме со овие ужасни состојби во државата. Прашањето за тоа одговорност за локални избори е најмало прашање во сегашнава ситуација. Според вас треба ли лидерот од партијата Никола Груевски да си поднесе оставка? Треба да има длабоки коренити промени, тоа е најмалото нешто. Ова можеше да се случи како промена на лидерот пред 10 години, но сега мора да има огромно чистење, сите тие криминализирани структури треба да ги нема далеку, да бидат од политиката, да не се појават никаде, да не се појават воопшто во јавноста, туку да бидат санкционирани како што треба, а понатаму како ќе се одвива развојот на политичките односи, како ќе се градат политичките партии, кои ќе згаснуваат, кои нови ќе бидат создавани, како ќе се реорганизираат постоечките, тоа е веќе прашање кое што бара многу подолго време. А дали овој период е пресуден за ВМРО-ДПМН, да кажеме, за негово оситнување, фракционирање и така натаму?
Реков не станува збор ниту за оситнување, ниту за фракционирање, бидејќи тоа повеќе не е нормална политичка партија, тоа е криминализирана организација која што мора да се исчисти од криминалот. Мора да се исчисти од сето она што ги уништува вредностите на системот. Партиите се тие што ги афирмираат вредностите, а во овој случај се работи за раководство кое што ги уништува вредностите на системот, вредностите на слободата, правдата, владењето на правото, угледот на државата. Тука треба навистина да има коренити промени кои што воопшто не доаѓаат во тој стил на решавање во нормални услови кога партиите губат, па се менува раководството, па се реорганизираат, се прават фракции и така натаму. Ова е страшна состојба која што мора да биде решена со длабоки зафати, што ќе подобрат воопшто состојбата во Република Македонија. Без такви длабоки зафати ние рискираме во иднина да пропаѓаме подлабоко. Доколку се одржат предвремени парламентарни избори, каков резултат би извојувала ВМРО-ДПМНЕ? Веќе кажав дека со ова задоцнување резултатите што требаше многу одамна да бидат пројавени ќе се пројават сега, а тоа значи дека ќе има катастрофален пат на ВМРО-ДПМНЕ на следните парламентарни избори кои што се очекува да се одржат најверојатно сега при овие променливите околности, можеби во некое порано време во догледен период. Можни ли се напуштања на партијата, нови напуштања? Нешто е можно, туку тоа е неопходно, мора да се случат драстични промени, да има суштински промени во действувањето на партиите. Ситуацијата е слична како она што беше со партијата на Милошевиќ, кога се растури таа партија и се формира нова партија која што застана на опцијата која што беше претходно декларирана, меѓутоа исчистена од сето она што не припаѓа на политичките партии.